Фехми Стафа се спогоди да одлежи 15 месеци затвор и ја помина првата ноќ во шутка, а обвинителите со неговото признание ги подкрепиле сомнежите дека апелацискиот судија Ѓоко Ристов незаконски ги стекнал зазиданите 350.000 евра. Стафа како поранешен државен правобранител му барал на обвинетиот во случајот Синџир Лупчо Пецов Ѓаволот вкупно 100.000 евра мито за да посредува кај судијата Ристов за укинување на притворот кој му беше определен во отсуство. Според обвинителите, првата транша од 20.000 евра била исплатена на 13 декември лани. Стафа беше фатен на лице место со обележаните пари, па барал спогодба за затворската казна. Судот ја разгледа предлог спогодбата и утврди дека се исполнети законските одредби од Законот за кривична постапка, па заради тоа ја верификуваше спогодбата, имајќи предвид дека странките немаат право на жалба, одлуката станува правосилна веднаш и осудениот уште во текот на вчерашниот ден е спроведен во казнено-поправната установа затвор Скопје за издржување на изречената казна. Признанието на вина на Стафа ги потврди наводите дека подкупот бил побаран за судијата Ристов да издействува укинување на изречениот притвор, велат од обвинителството. Иако парите не стигнале до Ристов, претресите во домот на неговите родители открија зазидани 350.000 евра, за кои обвинителството се сомнева дека се незаконски стекнати. Парите беа пронајдени спакувани во 13 поединечни пакувања и тоа вкупно 610 банкноти апоени од по 500 евра и 225 банкноти во апоени од по 200 евра, од кои дел се обележани со рачно испишани износи на средствата, скриени во зазидан простор во шуплините, од цигли во зидот на една од собите. Огромната сума на пари отвориле сомнежи кај обвинителите дека Ристов од 2020-та, од кога стана апелационен судија, лажно давал податоци што и колкав имот поседува тој и неговото семејство, кој впрочем надминувал многу над неговите законски приходи. Имајќи го предвид доказниот материјал за располагање со имотот во периодот 2020 година до денес, во корелација со начинот искористен за криење на пронедените парични средства, се обезбедија докази кои кажуваат на обележја и на кривично дело, перење пари и други приноси од казни во дело од член 273 од Кривичниот законник. Се испитува и потенцијална инволвираност и за други, а обвинителството поднесе обвинение за Ристов до Скопскиот кривичен суд.